ова е третата премиера по годишната програма на Министерството за култура, а четврта во продукцијата на театар комедија. Ова премиера е малку повообичаена, односно по-невообичаена, се извинувам од претходните. Зошто? Јас тоа ќе го оставам да го објасни режисерката. Инаку морам да признам и задоволство ми беше да работам со режисер како Ирена Стериевска. Вечера за глупаци е еден од најпопуларните француски модерни комедии, да речеме, по текст на Франсис Вебер, кој што има добиено многу награди, сега да не ги набројуваме, да не губиме време, многу награди за овој текст. Оно што е интересното во дадениот концепт, моменталниот концепт на оваа постановка е тоа што се обидовме малце да истражуваме деконструкција на поставување на класична модерна комедија. Односно, се занимававме со тотално елиминирање на четвртиот зид, она што ние го викаме во театар четвртиот зид, тоа е дистанцата помеѓу сцената и гледалиштето, односно публиката. И направивме еден концепт кој што подразбира многу прецизна географија, значи действието се случува во еден стан, ние цел стан го имаме представено на сцена, публика има од сите 4 страни, што значи дека на некој начин действието не се крие, бркаме некаков хиперреализам во кој што го користиме како алатка за раскажување на приказната. Ова е приказна на некој начин за предрасудите на модерното општество. Се работи за представник за конфликтот помеѓу представник на високото француско во случајов општество, меѓутоа апликативно за цел свет, да речеме, со честни исклучоци, во кој што од можноста да се поседуваат работи, материјални, нематеријални, веќе почнува човек, репрезентот, ликот да се деформира, а тоа во преносно значење нормално значи и тој дел, тој сегмент од општеството, да се деформира по својата морална оска и почнува да бара одредени ајде да речеме не морално издржани аспекти со кои што може да се забавува. Имено Вечера за глупаци, самиот наслов кажува, е приказна во која што представници од високото општество се собираат секој на вечери еднаш неделно, секој носи по еден глупак и се надпреваруваат чиј глупак е најголем глупак. Така што во овој сегмент концептот на некој начин, бидејќи главниот лик му се случува, ова би требало да биде обичен ден за него, но му се случува една незгода и денот се претвара во еден од најлошите и најнезгодните денови за тој лик. Сега, знаејќи предисторијата на действието, на некој начин концептот за самата постановка го казнува главниот лик, бидувајќи тој жртва на воајеризмот на публиката, како што глупаците претходни се жртва на неговиот воајеризам. Што значи дека имаме една динамика таква во која што ја коментираме и предисторијата на приказната, меѓутоа коментираме и одзумируваме на некој начин од приказната и го коментираме социјалниот феномен, сегмент, општествениот во однос на тоа. Тоа што се однесува на приказната. Што се однесува на концептот, овој концепт се обидов да биде, да стреми кон оно што јас сметам дека е едно од најбитните задачи на денешните режисерите денес, а тоа е да го направат театарот атрактивен. Значи, оно што со кое што ние се соочуваме, односно театарот се соочува, е тоа што многу, ама апсолутно колку повеќе поминува време, толку повеќе модерните технологии, значи новите медиуми завземаат се поголем и поголем простор во однос на конзумација на уметноста. И сега ние ако сакаме да го стигнеме да ја стигнеме таа динамика на развивање на тие нови медиуми и
да го вратиме на некој начин или да го одржиме, да го направиме одржлив традиционалниот начин на конзумирање на култура, што значи дека некој треба да стане од комотна фотелја, да се облече, да оди да купи билет во театар, и да гледа представа. Ќе мораме да се погрижиме да дадеме атрактивност и да поставуваме актуелни прашања за кои што вреди да се стане од фотелја, од комотната позиција која што ја имаме и да одиме во театар. На сметка на тоа, дистанцата која што јас како режисер и во претходни представи ја имам истражувано, никогаш не сум ја сакала искрено таа дистанца помеѓу действието и публиката и секогаш се обидувам да ја инволвирам публиката како активен чинител во самото дело. Тоа не подразбира некаква интеракција, сега да не се свати погрешно, некаква интеракција во одредени случаи можеби, меѓутоа во конкретниот не подразбира интеракција, меѓутоа подразбира ставање во позиција на гледачот на активен воајер на действието, што на некој начин е поголемо инволвирање отколку таа дистанца од четвртиот зид, од гледалиште, каде што ти комотно како гледач можеш да посведочиш на, не знам, фарсите, ситуациите кои што се случуваат. Како што веќе кажа режисерката, концептот нуди ексклузивна можност како и за актерите со оглед на тоа што е скршен четвртиот зид, како и за актерите да не играат условно како што е навикнато во театар. Тука, за разлика од тоа, тука се игра на конкретни предмети, конкретна географија, стан означен со 4 соби, значи играме на реализам, каде што постои и бања, постои спална соба, постои дневна соба и постои кујна. Од тука, покрај можноста актерите да го имаат тоа искуство да играат на конкретни предмети, нуди ексклузивна можност како така и за публиката да реално учествува на практично да им дојде на гости во станот, значи со тоа што е поставена така публиката од 4 страни околу станот, имаме од надворешните страни, имаме можност публиката да осети секој мирис, секое движење, секоја гестикулација, значи немаме простор никако да излажиме, да изфекираме никаква реакција, никаков момент, значи тука се оди строго на хиперреализам.